Масло за јадење и лепке има, но се уште не се знае колку ќе поскапат. Ресорниот министер уверува дека не треба да се стравува од недостиг на храна, иако земјоделците подолго време се жалат дека државата не им помага доволно, па дури и дека размислуваат да се откажат од производство. Ако сакаме да има доволно храна за сите граѓани, треба да ги мотивираме земјоделците. Со парите на граѓаните, преку интервентниот фонд даваме поддршка за зелена нафта, за вештачко ѓубриво, за мотивирачки мерки кои што ги мотивираат и младите, и земјоделците, и фармерите да работат земјоделие, да произведуваат стратешки земјоделски култури. И покрај ова, земјоделците велат дека едва и врзуваат крај со крај. Цените на крајниот производ не ги следат екстремно поскапените трошоци пред се за ѓубриво и гориво. Лани ѓубрето, најскапото ѓубре беше 1000 динара. А сега најскапото ѓубре што беше 1000 динара 3200. Од 3200 до 2700, 2800. Нафтата 110 динара отиде. А комбајот ќе биде 1000 динара. Жетвата од декар, од хектар 10.000. Дека тоа, кој земјоделец ќе го издржи? Министерот се фали со рекордна откупна цена од 17,5 денари, но ова не е доволно дури ни за покривање на трошоците. Сега не знам колку ќе биде. Сега испод 20-25 динара не треба да биде доле. Покрај се, надлежните уверуваат дека нема да се повтори истото сценарио од пред неколку месеци, кога полиците во маркетите останаа празни, пред се без брашно и масло, а она што го имаше беше екстремно скапо. Освен забраната за извоз на пченица, брашно и огревно дрво, како и укинатата царина за масло, владата за сега нема нови мерки. Експертите подолго време предупредуваат дека се потребни конкретни и широки мерки кои би помогнале и на стопанството и на граѓаните.